Според обвинителството, осумничениот Васе Анакиев на средба со шпедитерот и увозникот побарал пари за одобрениот увоз, но и за сите наредни увози на истата земјоделска стока. Стоката била пропуштена во Македонија преку друг граничен премин, не преку тој на кој била задржувана. Првата рата од 50.000 евра му била однесена на директорот завчера од страна на шпедитерот. Парите при апсењето на Анакиев биле најдени во неговиот автомобил и биле сокриени под совозачко седиште. Уапсениот и веќе притворен директор на официјалниот сајт на инспекторатот се уште стои како функционер со неговата биографија. На функцијата како вршител на должност е поставен летото 2024 по промената на власта, а како директор е назначен на владина седница во февруари 2025. Неговата функционерска судбина треба да ја одлучува владата по продолжениот празничен викенд. А во претходниот сличен случај со митото за злоупотреба на средства од ИПАРД, директорот беше експресно сменет. За помалку од 5 месеци, ова е втор скандал во ресорот земјоделие со барање и примање подкуп или награди. Па вчера вечер ресорниот министер Цветан Трипуновски во Росомон во изјава за локалната КТВ посочи дека нема да има алиби за криминални дејствија и ги повика земјоделците и фирмите да пријавуваат вакви случаи. Ги охрабрувам сите оние земјоделци, сите граѓани кои што можеби ќе имаат било каква дојава за злоупотреба, манипулација или евентуално противзаконско дејание, веднаш да го пријават случајот и веднаш институциите ќе реагираат како што е овој случај. Така да оставам да едноставно го осудам овој чин кој што се случил и да оставам да институциите, Министерството за внатрешна, судските органи го истражат случајот до крај. Притворениот Анакиев беше подпредседател на Социјалистичката партија, СПМ, која е дел од владеачката коалиција. Но на партискиот сајт нема слика и податоци од него, иако има фотографии од неговите активности. СПМ реагираше дека очекува во воспоставување на правна држава и одговорност во работење на секој поединец институција, но го осуди нападното партиско етикетирање и медиумските написи со кои се гази човековото достоинство.